Господ е добар и секогаш не води. И ова што го кажуваше сега Дарко, и кажа некои работи што и се случиле во животот и сватив дека била многу повредена и затоа го направи тоа што го направи кон мене. И викам, фала му на Господ, во тој момент си помислив, фала му на Господ што имаме големо разбирање за Божјата милост и благодат, и не само за благодата која што на нас Господ ни ја дава, нели, туку за благодата која што ние можеме да им ја дадеме на другите луѓе. И тоа мислам, таквиот начин на размислување ни дава да бидеме во мир со себе и со другите луѓе. Затоа што сваќајќи за дека е она повредена, во тој момент не добиваш гнев, туку добиваш чувство да помогнеш, или пак барам разбирање ако не можеш да помогнеш, нели? Ја разбирам и нема да се лутам, затоа што знам од каде потекнува сето тоа. И супер, да, фала на Господ, фала на Светиот Дух што секогаш ни зборува. Во последно време доста ги пратам овие случувања, нели, за короната и општо и за црквата се. И многу ми е криво зашто е целата таа еуфорија во светот делува и на црквата. И искрено се запрашувам зошто мора да биде тоа така, зошто секогаш да бараме кривец во некој друг или да бараме некоја теологија која што ќе биде подобра, нели мојата теологија ќе биде подобра од другата. Да, еден е Господ кој што и еден е патот. Патот е Исус, нели, до вистината, патот, животот и вистината. Но тоа е разбирање кое што треба да го имаме за луѓето, затоа што не се сите луѓе во ист раст, во исто ниво на растење. Сите ние од ден на ден стануваме се подобри и подобри. Од ден на ден научуваме некои работи, нормално, ако сакаме да ги научиме, нели? Дури и да не сакаме, ако Господ ги повикал тие луѓе, ќе им биде откриени. Ја навистина верувам дека не зависи од нас, не зависи од тоа ние колку им зборуваме на луѓето, колку ние евангелизираме или колку ние нешто правиме. Туку точно се зависи од повикот кој што си има Бог кон луѓето. Амин. Се подсетив вчера на една приказна од Толстој, што ја знам одамна, во некоја оваа конотација исто, и ќе ви ја раскажам во кратки црти. Неколку мина од високото свештенство во тоа време, нели, пред 100 и нешто години кога живеел Толстој, кога сигурно ја пишува оваа приказна, нели, православното свештенство. И тие големи луѓе кои што имале многу големо знаење за Библијата, тргнале во мисија со брод. Додека пловеле, еден од екипажот, обично просто човече, и вика, гледам дека прв пат со тој брод почнува да оди, вика, гледам таму едно мало островче. И капетанот на бродот вика, да, вика, таму има некои луѓе, тројца, кои што често пати, кога поминуваме од тука, ги гледаме на островот. И тука се заинтересирува владиката или тој врховен свештеник, не знам како да го наречам. Вика, кои се тие луѓе, каде е тој остров, јас сакам да го видам. И сигурно, вика, тие луѓе живеат по-осамен живот и не знаат доволно, и сакам да одам и да ги видам тие луѓе. Каде е тој остров, гледа, не може да го види. И му покажуваат, ама таму, можеш ли да видиш десно, ете така, од сонцето, вака, така. И после некој време успеа да види, и вика, да, го видов тој остров, носете ме таму. Ама немаме време, капетанот му вика, треба што поскоро да стигнеме онаму кај што тргнавме. Не, јас сакам да одам и да ги видам тие луѓе. Одат на островот и навистина ги пречекуваат тројца старци. И седнува владиката со нив, почнува да прави муавет и
они ништо не знаат, нели, ништо не знаат за надворешниот свет, си живеат во некој свој свет, во мир, во тишина, убаво име, весели се, постојано се смееле, постојано биле радосни. И тоа го фасцинирало владиката, зошто се овие луѓе радосни кога ова е пуст остров, ништо нема, камења. А они си запалиле огинче, си направиле рибче и многу весели ги пречекале со најубави почести. Но владиката, затоа што е така научен и дека треба на сите да им каже и да ги поучи, и почел да им зборува: вие не знаете за Библијата, вие не знаете за Словото, вие не знаете за ова, не знаете за тоа, не знаете за животот, вика, јас ќе ве научам како да се молите. И почел да ги учи на молитвата Отче наш. И ајде повторете по мене, и за да не ја заборавите, повторувајте си ја постојано. И станале да си одат, веќе станало касно, се стемнило, ајде да си тргнеме ние по патот. И останале тројцата старци да му мафтаат, да им мафтаат, да ги спратат и постојано си повторувале молитвата. Како што поминувало времето, како што се оддалечувале, веќе како и да се свртел владиката да погледне, се помалку и помалку го гледал островот, нели? И на крај веќе престанал да се гледа островот. Но почна да се приметува дека нешто се движи. Вика, што е ова? Дали е некој голем кит? Дали е некоја птица голема што гледам јас? Нешто века трча на кај нас, нешто се движи по водата. И дали е некој брод? Не можел да види од прве. Но после некое време можеле да видат дека се тоа тројцата старци кои што трчаат по водата, по нив и викаат: чекајте, застанете. И овие, нели, нормално сите екипажот и сите што биле од владиците и свештениците занемеле кога ги виделе дека трчаат по водата. И вика: што е работа? Зошто трчате по нас? Вика, ние ја повторувавме, вика, молитвата, но штом престанавме да повторуваме, вика, ја заборавивме. Трчаме по тебе за да ни кажеш како беше молитвата. Што не научиш, што е многу битно да ја знаеме. Во тој момент научил владиката многу голема лекција. Им кажал: добри сте какви што сте, вратете си се назад и терајте си го животот како што си го живеете. Таа манифестација која што ја видел, му било доволно школа, дека не се работи тука за тоа колку знаеш, колку си прочитал, колку си научил, туку за тоа како го живееш ти животот лично со Господ. Нашиот личен однос со Господ. Тоа е важната работа. Ја не викам дека не треба да се чита Библија, дека не треба да се знае молитвата или дека не треба да испитуваме и да пребаруваме и повеќе да имаме жар и ревност да научиме за Господ. Но тоа што ќе го научиме, да не биде нешто што ќе не направи горди, дека ние знаеме повеќе од другите, дека ние секогаш треба да им кажеме на другите и никогаш да не послушаме, да размислиме. Чекај, зошто и како живеат другите? Да имаме таа благодат и таа милост за која што постојано зборуваме. Да. Навистина е многу добра и поучна приказната и верувам дека не случајно ми дојде на памет за да ја кажам, за некого допира сигурно во овој момент. Но тука ќе се надоврзам на нешто што е многу битна тема за мене, како најверојатно како и секоја друга тема за Христос, но ако се запрашаме што и која е поентата на доаѓањето на Исус на земјата. Зошто Исус дојде на земјата? Најчесто слушаме одговор дека дојде за да умре, за да воскресне и да победи смртта. За наше, она што го направи на крстот е всушност победата над темнината, победата на смртта и ние добиваме спасение. И заради Христос, секој кој што ќе го прифати Христос, ќе оди на небото, така, ќе оди во рајот и ќе живее вечно во неговото царство.
Тоа е така и тоа е супер. Но јас се запрашувам една друга вистина, која што многу често ја размислувам, затоа што себе си сум се гледала секогаш како човек кој што е амбициозен, сакам да постигнам, да направам нешто, и тоа е во ред, но секогаш кога ако гледаме во минатото, ќе бидеме премногу носталгични, па што сгрешив, па како сгрешив, па што направив. Ако премногу сме фокусирани, нели? Јас сум личност пак напротив која што ја заборавам минатото и силно се стремам кон иднината. И дури мислам дека ми било погрешно во животот што толку многу сум била фокусирана на иднината, што ќе биде, што да направам, што да постигнам, заборавајќи да уживам во сегашниот момент. И најверојатно како стареам, сваќам дека сегашноста е многу битна и дојдов до тој момент исто да размислувам сегашноста што Христос ни ја дава. Значи да, тој момент за вечниот живот на небото со Господ. Да. Но што е со животот тука на земјата? Тоа ми е тема последниве можеби 2 години. Што е со животот тука, со животот денес? Не размислувајќи постојано за она што го иднината. Баш на Facebook имав напишано мудра мисла, ја најди Анастасија на Инстаграм и ја прати и вау, викам, мора да се медитира на ова. Што е мудро, што е мир? Вика, мир е способност да се ужива во сегашноста, без да се размислува на минатото и на иднината. Способност да се ужива во сегашноста. И викам, најверојатно точно тоа е она што ми го зборува Светиот Дух последниот период. Способноста, да ја имаме способност да уживаме во сегашноста, да уживаме со Христос и со она што го имаме заради Христос. Ако ја погледнеме Библијата, ќе видиме која е најглавната точка која што Христос додека беше тие 3 години на земјата кога служеше, нели, во служба, што им зборуваше, најверојатно и претходно, што им зборуваше на луѓето? Која беше неговата тема? Царството небесно. Ако отвориме Лука, 17 глава, 21 стих, 21 стих, вака вели. Ајде може и од 20 да читам. А кога фарисеите го прашаа, кога ќе дојде царството, Божјото царство? Тој им одговори и рече, Божјото царство не доаѓа така, за да може да се види. Ниту ќе се рече, еве го тука или онаму. Зошто ете, Божјото царство е во вашата средина. Овој превод е во вашата средина. Божјото царство е во вашата средина. Јас сметам дека многу и зависело на кога се обраќа Исус. Тука се обраќа на фарисеите и им вика Божјото царство е во вашата средина. Има некои теолошки објаснувања дека тука Исус зборува за себе и кога им се обраќа на фарисеите смета дека Божјото царство они го немаат во нивното срце и затоа е поправилно да се напише преводот дека Божјото царство е во вашата средина, околу вас, а потоа вика вие не го познавте. Така, значи Исус дојде на земјата, Спасителот дојде на земјата, Божјото царство дојде на земјата, но вие не го познавте. Другото теолошко објаснување, поради други преводи кои што постојат, вика зошто ете Божјото царство е во вашите срца, е во вас. Преводите се многу различни и можеме да направиме сосим различните од две различни теологии, од едниот превод и од другиот превод. Но
Јас би отишла подалеку и би кажала дека баш двата моменти или двата преводи можеме да ги направиме во едно, затоа што Божјото царство е околу нас и на оние кои што го прифатија Христос е во нив. Зошто? Затоа што на друго место вика, по посланијата вика, Павле шо вика? Повеќе не живеам јас, туку Христос живее во мене. Што се вели на друго место? Истата сила која што го воскресна Христос сега е во вас. Христос живее во вас. Вие сте мои, јас сум ваш. Така? Оние кои што го примија Христос и така натака. Значи, ние го примивме Христос и Христос е во нас. За некого може да биде околу, за некого во него. За жал, не. Да го видиш, а да не го познаеш. Но тука е онаа порака која што ја остава Христос, одете и правете ученици, одете и разгласувајте за небесното царство. Разгласувајте дека небесното царство се доближи. Дојде кај вас. Зошто? Затоа што и во Отче наш молитвата што кажува? Како што е на небото, така да биде на земјата. Не случајно, не се тие случајни работи. Бог не е Бог кој што сака само да го поминеме нешто случајно така во некоја заблуда или во некоја лудило да го поминеме животот тука на земјата и да отидеме на небото и тоа е тоа. Не, јас верувам дека не случајно Господ го создаде човекот, го постави на земјата, да владее на земјата, да ја дури и посем гревот, вика обработувај земјата, живеј на земјата, плодете се, множете се, нека функционира, она што сум го создал нека функционира. Иако е темнина околу нас, иако светот повеќе е во темнина, за жал. Знаете, мислам дека многу често ние кои што сме подолго време во црква сме изгубиле осет за тоа што се случува во светот. И ако размислам подобро, и тоа е добро. Добро е кога го губиме осетот што се случува. Знаете зашто? Затоа што светот запаја во страв, запаја во темнина, а ние да не сме од тоа, како да живееме во друга димензија. Буквално како да живееме во друга димензија. Ама тоа е вистината. Затоа што така пишува во Библијата, вие сте небесни граѓани, така? Вие не сте граѓани на овој свет, вие сте гости. Но додека сме гости, она што го правиме, она што го живееме, треба да биде во потполност. Цело е кога има се, така? Да го живееме животот во потполност. Тоа е нешто што ме привлекува определено овој период во животот. Да го живееме животот во потполност, во целосно присуство на Господ. Без разлика што се случува околу нас. Без разлика какви гласови слушаме. Се повеќе и повеќе верувам дека Господ ми ги отвара очите да видам реалноста која што се случува околу мене, знаејќи со кого си имаме работа, знаејќи што всушност е борбата, зошто е тоа така. Но најбитната работа во целата ситуација е ние да останеме во мир. Знаете, најверојатно последниве години многу голем успех имаат оние луѓе кои што ги мотивираат другите, затоа што таа депресија и анксиозност толку многу го зафати светот, што луѓето имаат потреба постојано некој да ги охрабрува. Но знаете што е разликата? Во тие охрабрувања ти ќе го зајакнеш своето јас, ќе го зајакнеш своето его. Но дали тоа го бара Господ од нас? Дали ние треба да живееме само со високо развиено его, со високо развиена свесност за тоа што сакаме ние да направиме? Можеме ние да ги визуализираме работите и да ги привлекуваме. Но дали е тоа поентата? Дали е тука помеѓу сето тоа е Христос? Да,
Господ ни даде нас авторитет на зборот, да заповедаме на работите и работите да се случуваат. Вика, ако имате вера колку си напово зрно, ако кажете на планината да се фрли во морето, ќе се фрли. Ако кажете на дрвото да се откорни, да се пресади во морето, ќе се пресади. Но таа сила доаѓа од небото, од каде што ние доаѓаме, од каде што нашиот дух го прифаќа тој момент. Се трудам да дали добро го објаснувам тој момент, дека постојат, може би како димензии да ги наречам, постојат димензии реалност и уштетна реалност, која што се во исто време, на исто место, ама не е исто. Не е исто затоа што едната реалност е од светот, а другата реалност е од небото. Не е исто да живееш во присуство на темнина и не е исто да живееш во присуство на светлината. Ако го земеме Павле како пример, во Колосјаните 1:13, што ви кајде да прочитам? Зашто тој не избави од власта на темнината и не пренесе во царството на својот сакан син, во кого имаме откуп преку простување на гревовите. Не пренесе од царството на темнината, од власта на темнината и не пренесе во царството на својот сакан син. Жално е кога дури христијаните остануваат од власта на темнината, никогаш не спознавајќи дека се пренесени во царството на синот. Никогаш не сваќајќи. Затоа што постојано се движат во таа насока добро, овде е тешко, но ќе го поминеме некако животот. Важно е, јас ќе бидам спасен и ќе живеам на небото со Господ. Важно е, да, важно е. Но важни се и овие неколку години овдека на земјата. Важни се. Важно е како ќе ги поминеме. Знаете, Исус никаде во Библијата не вели дека дека дојде на светот за да донесе мир. Грешката и кај евреите била истата. Евреите сметале дека кога ќе дојде Месијата, дека вака одеднаш готово ќе донесе мир, ќе направи совршено општество. И сите ќе живеат среќни и весели. Но Исус вика: јас не дојдов да донесам мир на земјата. А на друго место вика: јас дојдов да ви донесам мир на вас. Да ви дадам мир каков што овој свет не може да ви го даде. Да не го бараме надвор, затоа што надвор го нема. Туку мирот во нас, Божјото царство во нас. Пред некој време, кога имавме женски час, зборуваше Маги, многу убаво објаснуваше за евреите кога поминувале низ пустината. Иако овој период во животот го гледаме како некој начин на пустина, нели? Заради општите случувања. Викам, ако тука се запрашаме, додека сме во пустината и да размислиме, добро, во пустина сме. Добро, се случуваат работи во светот. Но ајде да гледаме од еден друг аспект. Ајде од еден небесен агол да ги гледаме работите. Да гледаме дека додека сум во пустината, или додека евреите беа во пустината,
Бог им даваше мана од небото. Бог им даваше огнен столб ноќе, облак ден, што ќе ги води. И каде ги водеше? Во ветената земја. А од каде ги избави? Од робство. Од кого не избави нас Господ? Од гревот, од власта на темнината. И каде не пренесе? Каде ги пренесе евреите? Во ветената земја. Каде одиме ние секој ден? Кон ветената земја, кон небото. Така? Ама додека врвиме низ пустината, секој дневно ги гледаме чудата кои што ги прави Господ. Чудата во нашиот живот, гледаме исцелување, гледаме избавување, гледаме сила. Дури, викам, невидливиот свет станува видлив. И вика, не само духовно, знаете, тука да не забегаме малце, не само духовно сме ние во небесното царство. Туку интересна работа, слушна, вика, ние не сме физички во небесното царство. Да, не сме физички, но она што го прави духот и она свесност што ја има духот со себе ги влече душата и телото. И заради свесноста на духот добиваме исцелување на душата и на телото. Заради разбирањето на она што го има духот, заради присуството во кое што се наоѓа, заради светлината во која што присуствува. Затоа што повеќе не е во таа димензија што нареков претходно, затоа што веќе духот не е во таа димензија на темнина. И воопшто не ги ни гледа работите. Викам, толку сме изгубиле, некогаш се чудам. Кога сум во присуство на некои луѓе, ги слушам муабетите и се чудам, викам, леле колку многу сме изгубиле чувство за тоа што се случува. За тоа што како луѓето размислуваат. Викам, треба да се чекај малце да виде стапли на земја малце. Малку реалноста, чекај. Но тогаш во тоа размислување сватив, па и не. Па и зошто? Зошто ми е потребно да знам? Зошто ми е потребно да знам за лукавства? Зошто ми е потребно тоа? Не ми е потребно. Јас свесно одбирам да не соодействувам со таа димензија. Свесно одбирам да не бидам дел од овој свет. Свесно одбирам да бидам небесен граѓанин. Свесно одбирам. Некои мудри луѓе кои што размислувале за животот, оставиле неколку мудри мисли. Некој Волтер Рошен Буш, не знам како се чита тоа, не е битно, вика трансформација на човечкиот живот на земјата. Значи хармонија од небото. Човечкиот живот на земјата да се трансформира од хармонијата на небото. И таа хармонија да постои тука. Знаете, интересно е, Павле, размислувам додека бил во затвор, бил во темнина. Порано не биле затворите како сега, како хотел во светов, туку биле темнина, значи немало ни светло, ништо, страшно. И во такви услови ти да кажеш радувајте се и пак ќе кажам радувајте се. Значи мора да постои нешто, мора да постои некоја состојба во која што он пребивал, за да може да каже такво нешто. Тоа не се кажува туку така. Те фрлат во зандани, дури од верата ќе се откажеш. Ќе кажеш, ама не можам Господи, само нека ме пуштат надвор. Ќе се откажеш од животот, ќе речеш не сакам повеќе да живеам. Зошто Господи мене? Ќе му викаш на Господ, ќе се лутиш на Господ и ќе викаш зошто Господи? Не можам јас вака да живеам, тешко е.
ти да бидеш во таква состојба, во таква ситуација и да кажеш, радувајте се. И пак ќе кажам, радувајте се. Да живееш некаде на пуст остров и да кажеш, имам се што ми треба, затоа што го имам Господ со мене. Знаете ли колку многу малку му треба на еден човек за да преживее? Многу малку. А толку многу сме заблудени дека многу ни треба. Не ни треба многу. Животот е едноставен. Ама на некого не одговара да ние функционираме едноставно. Вика, на простите по дух им припаѓа небесното царство. Тука не се зборува прости кои што ништо не знаат. Простодушноста е една голема доблест на една личност. Простодушноста е да не се замараш со работите кои што се случуваат околу тебе, да си ја гледаш својата работа, да си го гледаш својот живот и да навлезеш длабоко во Божите вистини. Тоа е простодушност. И затоа Господ вика, Исус вели, на нив им припаѓа небесното царство. Затоа што тие успеале да влезат во тоа присуство. И кога ти еднаш ќе влезеш во тоа присуство, повеќе животот не го гледаш исто. Кога една личност го прифаќа Христос за свој спасител, е избавен. Е избавен од темнината, е избавен од гревот, простени му се гревовите и се покајал, или простени му се гревовите и има вечен живот. Но тука не завршуваат работите. Вратата е отворена. Но работата не е завршена. Затоа што ако беше завршена, во моментот кога ќе го прифатевме Христос, ќе умревме и ќе одевме на небото. И ќе беше завршена работата. Но работата не е завршена. Ние отвараме вратата кон вечноста и чекориме. Секој ден чекориме во небесното царство, кој го носиме со нас. И поентата е да го донесеме кај многу повеќе луѓе, затоа што е жално да ги гледаме и оние кои што ги сакаме, а да се заробени под власта на темнината. Жално. И кога евангелизираме и кога одиме да им зборуваме на луѓето, поентата е да луѓето се избават, затоа што ги сакаме, затоа што сочувствуваме со она што го доживуваат. Не ме интересираат ни титули, не ме интересираат ни не знам, наслови некои. Не ме интересира ни колку, дали дошле 5 души, 10 души. Значи, воопшто неважни работи се тоа, луѓе. Воопшто неважни работи. Се замараме, викам во последно време многу слушам, кој е мојот повик, кој е мојот повик, што треба јас да правам. Зошто? Зошто цело време да се запрашуваме со работи кои што само ни го одвлекуваат вниманието? Па ако си ти повикан за нешто, ако Господ те е избрал за нешто, и те како ќе дојде тоа нешто? Мислиме дека ние нешто ќе направиме? Дека до нас нешто зависи? Не зависи од нас. Христос е тој. Светиот Дух е тој кој што ја става желбата во твоето срце. Таа сила те поттикнува да ги правиш работите. Го слушав еден многу познат проповедник од Њујорк и кажуваше своје сведоштво за едно случување негово. Мене многу ме допра. Вика, он бил многу млад кога го прифатил Господ, 20 неколку години. И вика, таков цел во ревност, бил на работа. И после на работа имал обичај да оди во сендвичара, да руча и да си оди дома. И таков целиот возбуден, леле, Господ си размислувал целата работа за Господ. Доаѓа, седнува, нарачува хамбургер и лименка пиво, седнува да јаде, се отвара Библијата да чита и си ужива во моментот. И само ја отвара Библијата и во Јован чита дека
Вика Господ го повика Јован, за Јован Крстител зборувам, го повика Јован да го припреми патот, нели, за Христос и вика и тој ќе биде човек кој што никогаш нема да вкуси алкохол. И он се земал додека чита, нели, лименката пиво да се напие. И вика и заради тоа, заради таа ревност во Јован, заради тој повик кој што го имал Јован, вика он е од жена роден најголем и така натака. И во тој момент само се застанал, ја оставил лименката, ја потргнал и веќе никогаш не пробал алкохол. И мене некој ќе ми каже дека тоа е возможно за некој кој што, пример, ужива да си пие пиво, не значи дека алкохоличар, нели? И мене некој ќе ми каже дека тоа е возможно со своја собствена сила или од своје убедување. Ќе те држи една недела и ќе ти помине. Еј, како да не? Кузне мене шо ми беше тогаш. Да, јас пак да се напием. Или ќе излезеш, сите ќе ги видиш пијат, ајде јас ќе се напием. Мислам, не зборувам сега против алкохолот, нешто туку чисто неговиот пример го земам затоа што ме допре како Господ работи. Кога Господ ќе стави желба за нешто, нема таква сила на овој свет што ќе те оттргне од тоа и што ќе те убеди дека не е така. Едноставно Господ го става тоа и крај. И ако Господ ти каже, оди направи нешто, те како ќе го направиш? И ќе има плод, што е најважно, затоа што е Господ. Ако е наш труд, може ќе има одредено време и плод, но ако не е од Господ, ќе избледи. А што е поентата? Што е поентата? Да избледи нешто, да изгуби, да се заборави? Поентата е нашата генерација да направи подобри генерации. Секоја нова генерација, од секоја уствари сегашна генерација, да израснат нови подобри генерации. Колку ние знаеме, нашите деца уште повеќе да знаат. Колку ние сме допреле до длабочините на Господ, нашите деца уште повеќе да допреле. Длабочините се големи. Господ не можеме никогаш целосно да го откриеме. Но имам голема желба да секој ден се повеќе и повеќе го открием. И доброто е што Исус дојде да ни го покаже таткото во еден поинаков, на еден поинаков начин, на едно поинаково светло, да ни го покаже како татко кој што се грижи. Викаме Андреј што зборуваше за Псалм 91. Господ се грижи за нас. Да ни го покаже во едно такво светло. Каде што чекај малку. Не може некој да ме создаде и само така да ме фрли и да рече бркај си работа, сноѓај се. Кога можеме ние, како родители, световни родители, да не го правиме тоа со нашите деца, а колку повеќе нашиот Татко Небес. А колку повеќе ќе не опреми со се што ни е потребно за живот и побожност. А колку повеќе нашиот Татко Небес. И во Лука 17 глава што вика? Ако ви кажат, е него таму. Не е него ондека е Царството Небесно. Не им верувајте. Не им верувајте, веќе ќе се појават луѓе кои што ќе ви кажуваат ваму е, таму е, не знам, на секакви можни начини. Дури се смеам и за вакцините. Се проткајува некои поучувања, да речам, нели, како се вика тоа,
код, или како беше, чип, дека стават и такви работи, дека тоа е знакот на ѓаволот. Не ставајте вакцина зашто е знакот на ѓаволот. Сам не ставајте вакцина ради други причини, ако не ќе дама или не ги осудувам тие кои што одлучиле да стават, но зборот ми е, првата моја реакција, знаете што беше? Јас не верувам дека тие вакцини сега па ќе бидат тој знак од ѓаволот на рака и на чело. Викам, јас не верувам тоа. Зашто не верувам? Затоа што тоа е многу провидно. Лукавштината на ѓаволот не се состои во тоа да ти каже, ама тоа е знакот на ѓаволот, немој. Мислам, нема логика. Лукавштината на ѓаволот што е, вика, да украде, да уништи, да се протне длабоко во твојата душа и да сака да го земе она што Господ ти го дава. Тоа е лукавштината на ѓавол. И дури ќе сака да ги прелаже луѓето дека прават добро, дека така треба, дека тоа е супер. Тука е лукавштината. Ти ако му кажеш на човек, таму, тоа не го мислам, тоа направи, ама тоа е ѓаволот и ќе отиде. Мислам, дури не треба ни во црква да оди, па нема да го направи тоа, така. Мислам, никој свесно нема да тргне. Поентата е зашто се луѓето прелажани, зашто седат во темнината, затоа што не знаат дека седат во темнината. Они кога би знаеле, одма ќе побараат помош и ќе излезат, ама не знаат. Зошто, вика, често пати кога се молиме, кажуваме, Господи, отвори ми ги моите очи и уши, да видам, да слушнам. Се молиме Светиот Дух да ни го просветли умот, за да можеме да ги разбереме работите, за да можеме да видиме каде постои лага, каде постои вистина. Каква и да е состојбата околу нас, Исус ни даде ветување. Ни даде ветување за мир, ни даде ветување за праведност, ни даде ветување за радост. Затоа што вика, Царството Небесно не се состои од јадење и пиење. Ајде да го прочитаме тоа. Римјаните 14 глава 17 стих. Зашто Божиото царство не се состои од јадење и пиење, туку од праведност, мир и радост на Светиот Дух. Праведност. Дали ние веруваме за себе дека сме праведни? Со Исусова праведност. Заради Исусова праведност, точно. Јас не сум против тоа да кажеме сгрешив, грешен сум. Но тоа е фаза која што одминува. И викам, некогаш е лицемерие, знаете зашто? Ова храбро го кажувам вака. Ако го читате Псалм 1, или сите псалми, каде што се вика праведниот ќе биде како дрво посадено покрај вода, која што, нели, ќе дава плодови постојано. Вика, не седите во друштвото на грешници, така? И да бидеме искрени со себе и да се запрашаме. Кога го читаме Псалм 1 и кога кажува да не бидеме во друштво на грешници, или праведникот е како дрво посадено покрај вода, како се гледаме себе си тука? Кога го читаме тоа, се ставаме во која позиција? Се ставаме во позицијата на да не бидат другите луѓе во наше друштво, или се ставаме во позиција дека Господ не гледа како праведни и дека сме насадени како
дрва покрај вода, кој што дава плод. Како се гледаме себе си, кога го читаме псалмот? Добро. Мислам, окей. Во Јован 3 глава, од 3 до 5 стих, да прочитаме. Има многу стихови за Царство на Небесно, не можеме сите да ги поминеме вечерва. Али интересно е кога почнавме кога имавме откровение, да речам, за тоа што е благодат и почнавме повеќе да зборуваме и да читаме, и како ја читав Библијата, се ми беше за благодат. Каде и да отворам, ја читам за благодат. И викам, добро, како можеш до сега да не ги приметиме овие работи, не ми е јасно. Каде и да отворам, Господ за благодат збори. Сега истото ми се случува, каде и да отворам, Господ за Царството Небесно зборува. Интересен е Господ. Сезона. Исус му одговори велејќи: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди озгора, тој не може да го види Божјото царство. Ако не се роди од озгора. Повторно се враќаме на оној момент дека нашето раѓање е оној момент кога го оставаме, ја оставаме оваа димензија, да наречам сега, најдобро за да ја доловам сликата. Кога ја оставаме оваа димензија и влегуваме во некоја нова димензија, во димензијата на Небесното царство. И се менува. Се менува во животот. И вика, не може ништо да ве одвои од мојата љубов. Не може ништо да ве оттргне. Вика, оној кој што ако не си роден, потоа вика, како може нели да се роди човек кога е стар, за може повтор пат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Исус му одговори. Уствари, Никодем вика, како може да се роди повторно ли да влезе во телото на мајката? Зошто? Затоа што човечки си ги гледаме ние работите. И не бил проблемот само во Никодим, па ние да се правиме нешто паметно. Сигурно и ние да сме биле застанати во тоа време пред Исус, истото прашање ќе го поставиме или некое слично. Затоа што размислуваме човечки, затоа што нашата перцепција е во димензијата на овој свет. И така си ги гледаме работите. Но кога ќе го доживееме тој момент на откровение, на допир од Бог, тогаш е тоа наново раѓање, кое што не менува и кое не вади од таа состојба и не префрлува во друга состојба. Исус му одговори, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и од дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Зошто вели од вода и од дух? Вода знаеме, водено крштевање. И духовно крштевање, точно. Никој кој што нема да се роди од вода и од дух, нема да влезе во Божјото царство. Исус ни ги дава насоките, ни ги дава патеките, како до Небесното царство. Како да дојдеме до таа состојба на Небесното царство. И во секој свој момент во животот пробувал да им долови на луѓето, да им објасни. Не се работи за место. Не се работи за време. Не се работи за нешто што е опипливо. Единственото опипливо во тоа е бил Христос. Самиот Христос. Затоа што Христос е клучот за Небесното царство. За влезот во Небесното царство. Не е нешто што може во послушност. Да, Господ. Да, прифаќам. Кога прочитаме Марко, 10 глава, од 13 стих, тука Исус повторно
им дава објаснување на своите ученици за тоа што е Божјото царство. Со нашиот ограничен човечки ум, и му носеа деца за да ги допре учениците, ги прекоруваа. Кога пак Исус го виде тоа, негодуваше и им рече: оставете ги децата да дојдат кај мене, не бранете им, зашто на таквите им припаѓа Божјото царство. Вистина ви велам, кој не го прима Божјото царство, дете, нема да влезе во него. И ги кушна, ги благослови. Имаме, свари сите ние луѓе имаме две сфери во мозокот, да наречеме А и Б. И она сфера за имагинација, бла-бла, кај децата, да речеме е таа не сфера А, кај децата е поразвиена, до 10 годишна возраст. И тука јас верувам дека Господ им кажува на учениците, Исус им вели: бидете како деца, развите таа имагинација. Разберете го Божјото царство на еден поинаков аспект. Разберете дека не се работи за она логиката што секогаш пробува својата мудрост. Прифатете го наивно, простодушно, прифатете го Божјото царство. Прифатете што ви нудам и што ви носам и зашто дојдов. Дури интересното е што во Стариот Завет одредени личности или јунаци на верата да ги најдат. И Светиот Дух како што го имаме ние сега. Ние живееме во многу поубаво време на некој начин, да кажам, затоа што во Стариот Завет Светиот Дух доаѓал и си одел. А после Христос Светиот Дух доаѓа и останува помеѓу нас. И во нас. И дадено ни е се манифестацијата на Божјото царство преку нашите животи. Некогаш може да не кажеме ни еден збор. Дури ништо да не направиме. Но самото наше присуство, да, самата наша смиреност ќе донесе прашање: а од каде оваа смиреност, а од каде овој мир, а од каде оваа вера? Не е својствено за овој свет. Евреите 12 глава да прочитаме. 28 стих. Затоа, бидејќи примивме царство кое не може да се расклати, да имаме благодат и така да му служиме угодно на Бога, каква што милува во страхопочит, зашто нашиот Бог е овој кој што проголтува. Примивме царство кое не може да се расклати. Додиме сега во Матеј 10 глава, 7 стих. Добар е тој момент да се разбере дека Божјото царство не може да се расклати. Тоа ни дава вера, тоа ни дава сигурност. Дека она што се случува околу нас не може да го расклати она што Бог го постави. 7. Не, 10 глава, 7 стих. И додека одите, проповедајте дека се приближи небесното царство. Исцелувајте болни, воскреснувајте мртви, исчистувајте лепрозни, изгонувајте демони.
Бесплатно добивте, бесплатно давате. Ова е манифестација на Божјото царство. Првата работа што треба да правиме е со зборови да им пренесеме на луѓето. Луѓе, им кажем, луѓе, има надеж. Луѓе, Христос умре за вас да имате вие живот вечен. Луѓе, не е само ова што го гледате, тука има многу повеќе. Се разбудим да го живееме животот во полнота. Но не да застанеме тука. Пред се, нашата вера да се зајака. Црквата да се зајака. За да може да се манифестира во дело оно што Христос го правеше и оно што Христос го остави во наследство. И рече дека и вие ќе правите поголеми дела од мене. Како вика? Исцелувајте болни, воскреснувајте мртви, исчистувајте лепрозни, изгонувајте демони. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Тоа е нашата работа. Да гледаме, да го гледаме овој момент во нашиот живот, да бидеме свесни за овој момент во нашиот живот. И секогаш кога ќе ни дојдат мисли, не можам, Господи, не сакам, Господи, повредена сум, Господи, да бидеме свесни дека Господ бесплатно ни даде. Ни даде живот, ни даде сила, ни даде нешто што овој свет не го дава. Мир. Мир во нашиот дух, во нашата душа и целост во нашето тело. Може да се помири? Ајде се помолим, ајде станеме сите заедно. Мислам дека оваа тема не може да заврши со една проповед и дека треба многу повеќе да се зборува. Но има време за се. Господи Исус, фала Ти за Твојата жртва на крстот, фала Ти за Твоето дело, Господи. Фала Ти за Твојата крв која што не измива од секаков грев. И прости ни, Господе, за секој грешно дело, Боже. И знаеме, Господи, за оно што го направи Ти за нас. Знаеме дека Ти не оправда, дека сме сега праведни заради Тебе, дека имаме искупување и оправдување заради Тебе, Христе. Фала Ти за вечниот живот и фала Ти за преку Твоите рани, дека сме ние исцелени. Фала Ти што ја исцели нашата душа. Фала Ти што го избави нашиот дух. Фала Ти што го исцели нашето тело. Фала Ти, Господи, за секоја утеха. Фала Ти за секој момент што го поминуваме со Тебе. Боже, кои сме ние без Тебе? И што можеме ние да направиме без Тебе? Толку сме крепки, Господе, но во исто време и толку силни заради Тебе. Заради силата која што ни ја даваш Ти. Заради царството кое што го носиме во Тебе. Заради тоа што знаеме кој е царот. Знаеме на кого служиме. Затоа што си Ти цар на царевите и господар на господарите. И Ти благодарам, Господи. Ти благодариме што сме Твои деца. Ти благодариме што ќе кориме во Твоето царство. Ти благодариме за мирот, за љубовта, за благодат.
за милост. Ти благодариме што никогаш не не остави, никогаш не не заборави. Ти благодариме што си наш Бог, наш Татко, наш Спасител, наш Избавител, наше се. Не знам, Господи, како би живееле без Тебе. И не сакам да знам. Те молам, Господи, за сите оние луѓе кои што се изгубени, кои што се прелажани, кои што живеат во темнината, кои што се борат за воздух, се борат за живот. Ти се молам, Господи, со Твојата моќна рака да ги допреш, да им дадеш надеж, да им дадеш охрабрување, да ги избавиш, Господи. Знам, Господи, дека не си заборавил ни една душа, ни една душа. Господи, да ги гледаме манифестирани во оваа земја Твоите дела. Нека Твоите чеда имаат радост. Радост заради она што Ти го правиш, Господи. Заради Твојата намера, заради Твоите идеи и мисли, Господи. Заради мислите кои што ги имаш, заради плановите за нашата иднина. Заради овој момент, Господи. Ти благодарам за овој момент. Ти благодарам што сме тука. Ти благодарам што уживаме во Тебе. Ти благодарам за Твоето присуство. В името на Исус.